Следната презентација доаѓа од професор доктор Дончо Донев и се работи на принципи на научната комуникација, етика во објавувањето со превенција на плагиаризмот и структурата на научниот труд. Повелете, професоре Дончо, дали сте овде, дали не слушате? Да, ве слушам. Повелете со вашата презентација, ако можете да ја уклучите и вашата камера. Одлично, сега ве гледаме. Да. Најпрво, поздрав до сите. Благодарам многу на организаторите, посебно на професор Владимир Трајковски, со кого имаме традиционално добра соработка, посебно во рамките на Македонското здружение на медицински уредници, преку кое заедно со Македонско-американската алумни асоциација ланската година во јуни организиравме работилница за млади научници. Мојата презентација се однесува на принципите на научната комуникација, на кои што секогаш треба да се подсетуваме, структурата на научниот труд, како и етика во објавувањето и превенција на плагиаризмот, што е секогаш актуелна тема. Презентацијата ќе започнам со една мисла на Чарлс Дарвин, кој вели: животот на научникот би бил среќен ако тој само обсервира, а да не пишува. Тоа кажува дека пишувањето не е лесна работа, тоа е вештина која што треба да се учи уште во студентските денови, дури пред тоа, и постојано да се надградува. Кои се основните атрибути на научната комуникација? Тоа се јасност, точност, едноставност и разбирливост. Тоа значи дека се што се напише треба да биде јасно, концизно, едноставно и да се разбере онака како што авторот го сваќа и сака да го каже на читателот. Зошто треба да се подготви презентација и труд за учество на стручен собир и публикување, особено тоа се однесува за младите научници, но и за поискусните. Кога имаме нешто важно да кажеме, заменување на практиката, да се промовира размислување и дебата за одреден проблем, да дозволиме увид и оценка во нашата работа, за напредок во кариерата, едукација, разонода забава или пак слава, афирмација и само потврдување на професионалниот идентитет. Кога понудиме ракопис за објавување во некое списание, што сакаат или очекуваат уредниците? И очекуваат возбудување или изненадување од она што ќе го видат, прочитаат. Важност на тоа што го нудиме, оригиналност со добиени податоци од сопствени истражувања, релевантност кон аудиториумот на самото списание, некои се општи списания, општо медицински, некои од други области, но некои се специализирани од потесна област. Понатаму вистинитост, да е јасно напишано, разбирливо и воведувачки, односно вовлекувачки напишано. Пред да почнеш да пишуваш труд, треба да се запрашаш што имам да кажам, дали тоа е вредно за кажување, кој е вистинскиот формат за пораката, кој е аудиториумот за пораката, каде треба да ја публикувам пораката и првиот чекор е секако да се одлучиме во кое списание ќе го нудиме ракописот, да најдеме вистинско списание и да ги прочитаме упатствата за авторите, бидејќи секое списание покрај општо меѓународно прифатените критериуми и стандарди во научната комуникација може да има и свои специфичности што треба да ги почитуваме при подготовката на самиот ракопис. Структурата на трудот е најважна. Тоа е практички абецеда во научната комуникација. Затоа постојат општо прифатени технички и други барања, така наречени Uniform Requirements
manuscripts submitted to biomedical journals од Меѓународниот комитет на издавачи на биомедицински списанија. Првата верзија беше подготвена 79 година, повеќе ревизии се направени, последната ревизија од декември 2019 година со наслов како Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals, овде и веб страната. Постојат одредени општи принципи за изгледот на самиот труд, тоа се технички повеќе, нели, на кој начин треба да се подготви самиот ракопис. Првата страна е насловна страна со насловот на трудот, кој треба да биде концизен и информативен. Потоа се става под него име и презиме на авторот и факултет, установа или одделение каде што тој е вработен или каде што е реализиран трудот. Потоа следи абстрактот или извадок на трудот. На следна страна, неговата должина треба да биде до 250 зборови за неструктуриран абстракт и до 300 зборови за структуриран абстракт. Во самиот абстракт се наведуваат целите, евентуално со краток вовед, целите на самата студија и истражување, основните елементи на методолошката постапка, најважните резултати на истражувањето, концизно, кратко, таксативно, како и најважните заклучоци кои следат врз основа на резултатите од истражувањето. Абстрактот треба да заврши со 3 до 10 клучни зборови, keywords, по меш-листата, Medical Subject Headings на Index Medicus. Абстрактот е многу важен како минијатура на целиот труд, кој му помага на читателот да одлучи дали ќе го побара трудот in extenso. Самиот текст на трудот и во обсервационите и во експерименталните истражувања обично се дели на неколку целини. Прво, вовед и цел на истражувањето, потоа метод на работа, испитаници, резултати, дискусија и заклучоци. Тоа е она основна, стандардна шема од која може да се отстапи во некои специфични области. Во воведот на трудот, авторот треба да одговори пред самиот себе на прашањето што сакав да направам. Тука се сумираат причините зошто е преземено истражувањето, се наведуваат најважните референци за преглед и разгледување на основниот предмет на истражувањето, понатаму се наведуваат податоци од самото истражување, не се наведуваат податоци од истражувањето, нити заклучоци на трудот. Воведот треба да заврши со јасна и прецизна формулација на целите на истражувањето и поставување евентуални предпоставки или хипотези со кои се влегува во истражувањето. Еве една стандардна шема како треба да изгледа воведот на трудот од Croatian Medical Journal, кој е во вид на пирамида со стртена база кон горе. Значи да се оди од општо, поширок контекст на вашата работа, за да кажете на читателот што е познато, што се уште не е познато, кои се проблемите и што вие сте одлучиле да работите. Методолошката постапка е посебно важна, во кој дел на трудот треба да се одговори на прашањето, авторот пред себе одговара како тоа го направи. Значи, ако во воведот кажува што сакав да направам, овде кажува како тоа го направив. Значи, треба да се дефинира популацијата опфатена со истражувањето, дали се тоа пациенти, испитаници за анкета, лабораториски животни, контроли и така натаму. Јасно и детално треба да се опишат единиците на наблюдување на истражувањето, да се наведе нивниот вкупен број и структура по возраст, пол и други важни карактеристики, како и соодветноста на нивниот избор. Треба да се набројат и опишат обележијата, односно варијаблите на истражувањето,
што се испитува и во функција на што, односно факторите на истражувањето. Да се наведат обележијата со нивно представување на скали на мерења и наведување на грешки при мерењето и да се укаже како е решен проблемот со податоци кои што не достигале или биле изгубени. Треба да се наведе видот на истражувањето, дали е тоа обсервационо или експериментално истражување, проспективно или ретроспективно, лонгитудинална студија или студија на пресек. Се опишува големината и видот на примерокот, како е тој формиран, изборот на единиците на наблюдување во примерокот, со детали за рандомизацијата, како и да се наведат недостатоците во дизајнот на истражувањето, одредени ограничувања на самиот метод на работа што го користиме, како би можел читателот да формира мислење за сигурноста на податоците и валидноста на изложените резултати од истражувањето. Исто така треба да се идентифицираат методите и апаратурата. Дури некои списанија бараат да се наведе име и адреса на производителот и година на производство во заграда. Треба да се дадат референции и краток опис на методите што веќе биле публицирани, а да се опишат новите или значително модифицирани методи, да се наведат причините за нивната употреба и да се евалуираат нивните ограничувања. Да се идентифицираат прецизно сите лекови и хемиски средства што се користат во истражувањето, вклучувајќи ги генеричките имиња, дозите, начинот и динамиката на употреба и апликација. При рандомизирани клинички испитувања или опити, треба да се презентираат информации за сите поважни елементи на студијата, вклучувајќи го протоколот, испитуваната популација, интервенциите кои се направени или експозицијата на одреден фактор, исходот и ефектите и краток опис на статистичките анализи, користените методи на маскирање или слепи проби. При експерименти на луѓе треба да се наведе дали се почитувани етичките стандарди на институционално и регионално ниво и стандардите содржани во така наречената декларација од Хелсинки од 1975 година со дополнение во 1983 и во 2008 година. Не смее да се ставаат имиња на пациентите во трудот, дури ниту иницијали или броеви на историја на болест, преку кои податоци може да се препознае идентитетот на пациентот, особено во илустративни материјали, ако има и слика. За експерименти на животни да се наведе почитување на соодветната регулатива на институционално или национално ниво. Посебно е важна статистичката обработка на податоците. Треба да се опишат статистичките методи и процедури кои се користени во истражувањето со доволно детали. Кога е можно, треба да се квантифицираат наодите и да се прикажат заедно со соодветни индикатори за грешки во мерењето или ограничување на веродостојноста, односно интервали на довербата. Изборот на статистичките процедури треба да биде логичен за читателот, да се наведе видот на тестот, ако е користена анализа на варијансите, нова, да се означи дали е еднонасочна, двонасочна или некоја поспецифична, кај користените модели на регресија да се наведат сите елементи битни за нивната идентификација. Треба да се специфицира користењето на заштитени компјутерски програми за обработка на податоците, како што е SPSS, EPINFO и други. Да се избегнува необврзно користење на прецизни статистички термини, кои што би требало да бидат објаснети, например, случаен избор, нормален, бара да се тестира нормалноста, или ако потребиме збор значаен, бара наведување на податоци за статистичката значајност, или корелација, бара присметнување на коефициенти на корелација, па и примерок, бара наведување на видот на примерокот. Следното поглавје е резултати, кое е посебно важно, може би централно во самиот труд. Во ова поглавје авторот треба да даде одговор на прашањето пред себе што пронајдов, добив, утврдив. Значи, ако во воведот
кажува што сакав да направам во методот, нели, како тоа го направив, во резултатите кажува што пронајдов, добив, утврдив. Резултатите треба да се представат по логички редослед во текстот, да се даде преглед на избраните обележија со нивните параметри, средни вредности, мерки на варијабилност и други показатели. Резултатите секогаш треба да се анализираат и интерпретираат во светлината на хипотезите кои биле поставени на почетокот на истражувањето, а најважните резултати од истражувањето треба да се нагласат и сумираат. Текстот треба да биде збогатен со табели и графикони. Графиконите се користат како алтернатива на табелите, особено на сложените табели, кои имаат многу внесови и многу податоци и кои што се недоволно прегледни. Треба многу повеќе време за читателот за да навлезе да ги разбере. Ако тоа биде графички прикажано, многу лесно може да се забележи и структурата и трендовите на одредени појави. Не треба да се повторуваат исти податоци во табелите и во графиконите. Тоа е непотребно, нели, и нерационално, бидејќи го оптоварува текстот. Табелите и илустрациите треба да се интерпретираат коректно, концизно, она што е најбитно. Не сите податоци да ги повторуваме во текстот од самата табела или графикон. Бројот на табелите и графиконите треба да биде рационален, да се сведе на разумен број, до 5 табели и до 3 графикони. Она што е неопходно, значи, да ги појасниме и подкрепиме аргументите на трудот. Следното поглавие е дискусија. Во ова поглавие авторот дава одговор на прашањето пред себе какво е значењето на тоа што го пронајдов или утврдив. Јас го систематизирав на одговорот на ова прашање во 5 точки, што е најважно во дискусијата да се истакне. Важноста, значи, треба да се истакнат новите и важни аспекти на истражувањето и заклучоците што произлегуваат од тоа. Рационалност, да не се повторуваат детали од податоци или друг материјал даден во вовојдот, методот на работа или резултатите. Под 3, веродостојност, да се вклучат сите импликации на резултатите на истражувањето, јаки и слаби страни, и нивните ограничувања. Значи, тука авторот треба да покаже самокритичност и да ги истакне и јаките, но и слабите страни на самото истражување. Под 4, компарација. Значи, резултатите од нашето истражување треба да ги поврземе, треба да ги споредиме со други релевантни истражувања од проучуваната област, односно проучуваниот проблем. И под 5, перспектива, значи да се вклучат импликациите на нашите резултати од истражувањето на идните истражувања од оваа област или за конкретниот проблем. Едно поглавие е заклучок или заклучоци, кои што треба таксативно да се наведат сите оние заклучоци кои произлегуваат од резултатите на истражувањето, а да се поврзат со целите на истражувањето. Треба да се избегнуваат неквалификувани тврдења кои не се во потполност подкрепени со резултатите од истражувањето. Заклучоците може да бидат дополнети со препораки кои што следат од анализата на резултатите од истражувањето, евентуално да се постават и нови хипотези кога тоа е оправдано со одмерување на таа оправданост, за да се дадат идните правци, нели, на идните истражувања. Една мисла од Алберт Ајнштајн, која вели: ако нешто не можете да објасните едноставно, тоа значи дека не го разбирате доволно. Значи, го потенцира оној принцип на јасност, разбирливост, концизност, што на почетокот го кажа. Многу е важна интерпункцијата, интерпункцијските знаци што ги внесуваме во текстот, во ракописот. Еден англиски професор ги напишал следните зборови:
A woman without her man is nothing. И побарал од студентите да направат интерпункција на текстот, на реченицата. Сите машки во класот напишале a woman, запирка, without her man, запирка, is nothing. Значи, жената без нејзиниот маж е ништо. А сите женски во класот напишале a woman, две точки, without her, запирка, man is nothing. Значи, жената, две точки, без неа, запирка, мажот е ништо. Значи, истите зборови, истата реченица, само со интерпункцијските знаци дава тотално две различни реченици, односно се менува смислата на зборот. Затоа интерпункцијата се нагласува е многу моќна, многу важна. На крајот на трудот обично се искажува благодарност, кој може да биде и на почетокот, во футнота, или на првата страна, но обично е на крајот на трудот. Се искажува благодарност за придонесот и стручната и техничка помош во реализацијата и на истражувањето и на подготовката на трудот, едно или друго, како и за материјалната и друга подршка. Посебно внимание треба да се посвети на интелектуалната подршка, интелектуалниот придонес во истражувањето, кој што, ако не е во доволна мерка за да може да се оправда авторство, тогаш треба да се наведат имињата и титули со опис на тој интелектуален придонес на лицата што го дале. Но секогаш тие лица треба да ги известиме за тоа и треба да ја добиеме нивната согласност. Некои списанија бараат согласност и во писмена форма, за да бидат именувани нели во поглавието благодарност во трудот. Техничката помош се наведува во посебен пасос, одделно од другите видови на помош и придонеси. Посебно важно е да ја кажеме литературата што сме ја користиле, референциите кои што сме ги користиле и тие правилно да бидат поврзани и во самиот текст и во листата на референции. Постојат тука два система на поврзување на референциите во текстот и прикажување во листата на референции, ванкуверски стил и хардвардски стил. Првиот е поврзување со арапска бројка во заграда, во самиот текст, а во листата референциите се поредени по редослед на нивното прво појавување во текстот. А другиот стил, Харвардов, во самиот текст референциите се поврзуваат со презиме, иницијал на име на авторот и година на објавување на самиот труд, а во листата референциите се поредуваат по абецеда. Називите на списанијата можат да бидат прикажани скратено, според скратената листа на списанија, што може да се најде во Индекс Медикус или PubMed. При цитирање на литературата треба да се настојува да се избегнуваат апстракти, непубликувани податоци или персонални комуникации како користени референции. На прашањето колку референции и кои референции треба да се поврзат во трудот, едноставен одговор е релевантни и прочитани референции. И тоа самиот автор оценува колкав ќе биде бројот, дали ќе биде 5-6 десетина или ќе оди до 20-30, можда нешто повеќе, но секогаш да го почитува правилото релевантни и прочитани референции. Постојат три основни причини зошто треба да се цитира литературата, за да се прикажат заслугите на автори на други трудови, независно дали авторот со нив се согласува или не, а нивните зборови и мисли треба да бидат цитирани со користење на знак наводници. Ако буквално ги преземаме, нели, тогаш треба да бидат ставени во наводници. А ако само идејата ја преземаме, тогаш може да биде парафразирано со наши зборови, а на крајот само ја поврзуваме референцата во текстот.
Треба да им се прикаже на читателите материјалот на кој се засновани анализата, дискусијата и заклучоците преку таа листа на референции и нивното поврзување во текстот. Да им се прикаже на читателите како може да дојдат до материјалите кои се користени заради непосреден увид во нив и заради проверка и потврдување на работата на кандидатот, односно авторот, или за натамошно истражување на темата. Посебно сакам да напоменам за одстапување од оваа стандардна структура на научниот труд во трудовите поврзани со јавноздравствената пракса и организација на здравствената заштита на населението или одделни специфични групации од населението. И овде трудот може да биде теориски, компилативен, ревијален, метаанализа, може да биде труд поврзан со јавноздравствена практика и организација на здравствената заштита на населението или одделни специфични групации на населението. Содржината на трудот од доменот на јавното здравје треба да има наслов, вовед со теоретски разгледувања, предмет, односно проблем и цел, опис на тој проблем, состојба или програма, активности, метод на работа и обезбедување податоци, односно реализација на таа програма, активност. Посебно поглавје научени лекции, искуства, резултати, потоа дискусија и заклучоци и препораки, за да можат тие искуства да ги користат и други стручњаци, научници. И на крајот секако листа на референции кои треба да бидат правилно поврзани во текстот и прикажани во листата на референции. Посебно значење и вредност од јавноздравствен аспект имаат трудовите кои што прикажуваат нова практика, пристап, активност, имаат јасен опис, дизајн на практиката, пристапот, активноста, можност за примена на практиката, пристапот, активноста во други средини и приказ на стекнати искуства, научени лекции и препораки. И еве овде имам две референции поврзани со научната и публицистичка етика и измама и принципите на етиката во истражувањето и публикувањето, објавени во 2012 и 2013 година. Етиката во науката и во објавувањето е посебно важна, бидејќи тоа е основниот принцип на кој што базира самата наука. Академскиот живот практично се врти околу објавувањето, било да е тоа за напредок во статусот и во кариерата, било да е за потврдување на самиот статус, професионален идентитет. Од тука произлегува и постојаниот притисок за широко научно производство. Позната е изреката publish or perish, објавете или исчезнете. Често пати авторите, стручњаците, научниците се на некој начин доведени во искушение да направат етички прекршувања во обидите да ја зголемат својата научна продукција. Евалуацијата на истражувањето или на истражувачите се заснова на бројот на објавени трудови во научни списанија и нивниот квалитет, нивната содржина. Често пати грантовите зависат од или бараат објавување на резултатите од истражувањето. Според тоа, објавувањето на трудовите има важни академски, социјални и финансиски импликации. И осврт на научното и публицистичко лошо однесување и заедничките проблеми. Опишани се низа несоодветни типови на научно и издавачко однесување, вклучително и изработка на труд со измислување податоци и резултати или познато како fabrication,
Фалсификување или falsification засновано врз фалсификување или прилагодување, штелување, штимање на резултатите, како и плагијат и само плагијат, плагиаризам и селф-плагиаризам, како и фрагментација, излишни и дупликат публикации. Плагијатот е познат како кражба на интелектуалната собственост. Може да биде од мал обем, како микроплагијат, што значи копирање на непроменети реченици со помалку од 100 зборови, без да се спомне изворот, односно авторот. Голем плагијат, копирање на непроменети реченици со повеќе од 100 зборови, без да се спомне изворот, односно авторот. Например, British Medical Journal допушта до 10% сличност на текстот на трудот со други трудови. Сличен е критериумот и на Croatian Medical Journal 10 до 15%. И најтешка форма на плагијат е така наречен бесрамен или агресивен плагијат, блатан плагиаризам, кога се презема поголем дел или цел труд или поглавје, па дури и магистериум, за објавување без соодветно наведување на авторот, односно изворот. Тоа е најтешката форма на плагијат и кражба на интелектуална собственост. Каква е инциденцијата на плагијатот? Висока и со тренд на пораст, следејќи го развојот на информатичката технологија. Техниката copy-paste или копирај залепи е распространета практика и во нашето окружување, почнувајќи од студентските денови, нели, со изготвување на семинарските трудови, ракописи доставени до научни списанија, објавување поглавја во книги, магистерски трудови и докторски дисертации. Веќе спомнав критериумот во Croatian Medical Journal 10 до 15% совпаѓање. Само плагијат е преземање на веќе објавени своји идеи, цели, реченици, пасуси или обемен текст од веќе објавена собствена статија и прикажувајќи ја како нова и оригинална. Значи, авторите понекогаш, сакајќи да зголемат својата научна продукција, посегнуваат кон повторно објавување на веќе објавен труд со минимална, незначителна, нели, корекција на тоа, прилагодување, што не е дозволено. Припишувањето на собствени текстови, идеи, резултати и презентирање, нели, како оригинални е исто така прекршок, етички прекршок. Поголемо е учеството на само плагијат во прегледните написи, ревју трудови, во споредба со оригиналните научни трудови. Плагијатот се смета за етички прекршок, само плагијатот како и плагијатот. Иако некои списанија се потолерантни кон само плагијат, допуштаат и до 30% совпаѓање на текстот на трудот, особено во воведот, со претходно објавени трудови од авторот. Поригорозни се критериумите за поглавието, резултати, нели, и дискусија. Како што се развива, нели, информатичката технологија и овозможува лесно копирање и преземање на туги текстови, така се развиваат и алатки за откривање на плагијатот. Постојат моќни компјутерски програми и мрежни служби за откривање на плагијат. Еве, имам овде наведено некој: Crosscheck, Authenticate, ETblast, Deja-Vu, Grammarly, Premium, Turnitin и други. Некои од нив се веќе застарени и напуштени, некои се актуелни, посебно ги издвоив оние кои што се бесплатни, достапни на интернет. DupliChecker, CopyLeaks, Plagiarism Checker, Plagium, PlugScan, PlugTracker и Plagiarism Hunt.
кој треба да превенира и да одговори при сомневање за плагијат. Практички сите релевантни фактори носат одговорност да се превенира и да се спречува плагијатот. Почнувајќи од уредниците на научни списанија, издавачите на научни списанија, рецензентите на ракописи, стручните академски здруженија, универзитетските и научни институции, државните органи, посебно Министерството за образование и наука, чија задача е да промовираат истражување и објавување, честност и интегритет. Па, секако и правосудниот систем треба да го спомнеме, бидејќи и во кривичниот закон е санкционирано преземањето, односно кражбата на интелектуална собственост. Постојат повеќе меѓународни асоцијации и организации чија мисија е насочена во правец на научна и публицистичка етика и спречување на измама во науката и издавањето. Нивната мисија е во правец да воспостави стандардизиран пристап за подготовка на ракописи и на тој начин да им се помогне на авторите, уредниците, рецензентите, читателите и издавачите на научни дела. Меѓународниот комитет на уредници на медицински изданија прв пат спомнав, објави насоки за подготвување на научните трудови и за почитување на принципите на научна комуникација и научна и публицистичка етика во 1979 година, направи големи ревизии во 1997, 2003, 2010, а последната ревизија во 2019 во декември. Council of Science Editors издаде бела книга за промовирање на интегритетот во трудовите во научните списанија во 2012 година, а на European Association of Science Editors издаде Guidelines, насоки во јуни 2013 година, кои што ги интегрираат сите овие принципи и препораки. Каков е процесот кога се сомневаме за плагијат и која е должноста, улогата на одделните фактори кои што треба да превенираат и да спречуваат плагијат? Уредниците треба да собираат докази, но не навлегуваат во истражувањето и докажување на плагијатот. Треба да дадат шанса на авторите и на рецензентите да ја објаснат ситуацијата, понекогаш и со пишување на второ, па и на трето писмо. Ако не одговорат или ако не одговорат соодветно авторите. Уредниците треба да приидат кон авторите на неутрален начин и без обвинување. Само да побарат објаснување, да укажат на нешто што е несоодветно и да побарат одговор на тоа. Ако ќе го добијат одговорот, одлучуваат дали треба да ја контактираат институцијата на авторот и да побараат истрага. Уредниците треба да одговорат на објаснувањето што го добиле од авторите или одговорот што го добиле од институцијата. И обврска на уредниците е да ја коригираат евиденцијата за објавувањето. На кој начин се коригира евиденцијата? Според Committee of Publication Ethics, секогаш кога се препознае дека е објавена значителна неточност, погрешна изјава или искривен извештај, тоа мора да се коригира многу брзо и со соодветна важност. Ако по соодветна истрага се докаже дека некој труд е измамнички, тогаш тој треба да се повлече. Тоа е веќе голем плагијат и не трпи нели научната литература да остане понатаму. Повлекувањето треба да е јасно видливо за читателите и системите на индексирање. И како заклучок, искреноста во науката е основа на незиното постоење. Плагијат е нечесна и штетна постапка која му дава незаслужен профит на авторот и не придонесува за науката и општеството.
Потребна е континуирана едукација на научната заедница, особено на младите научници и студентите. Надзор над научната литература за откривање и известување за неетичко однесување, измама и плагијат и промовирање на научна и публицистичка честност и интегритет од уредниците на научни списанија, етичките комитети и институции, надлежните државни органи и институции. И на крајот цитирам една мисла од Франк Велс: човечката природа е несовршена и искушението да измами, фабрикува, фалсификува или плагира заедно со одредени степени на ароганција и алчност, навистина ќе остане секогаш со нас. На тоа искушение, од време на време, многумина нема да успеат да се спротистават. И благодарам за вниманието. Ви благодарам, професоре, за оваа одлична презентација. Би сакал да кажам дека практичната презентација која што ја дадовте денес може да имат бенефит магистрантите и докторантите и да најдат корист од тоа како да го напишат подобар трудот и да напишат добар труд. Како што можам да видам, веќе во чатот имаме едно прашање, кое што е наменето за вас. Повелете. Прашањето е од Нада Дупјачанец Николова и тоа гласи вака: следејќи го вашето излагање, а во контекст на неопходноста за компарирање на податоците од трудот со податоци од другите трудови, што во ситуација на присутни контрадикторности по основ на добиените резултати од други истражувања? Како тие се забележуваат? Да, секогаш во поглавието дискусија треба да ги споредиме нашите добиени податоци од истражувањето со добиените податоци од други истражувања и истражувачи. Треба да бидеме објективни и реално тоа да го прикажеме и да се обидеме да дадеме коментар, појаснување на што може да се должат тие разлики. Дали се тие мали разлики или се поголеми разлики, дали се должат на методологијата, на начинот на спроведување на истражувањето, на интерпретацијата на резултатите, или едноставно може да се појават разлики што објективно треба да ги прикажеме и да оставиме простор на идни истражувачи да продолжат во тој правец. Океј, ви благодарам многу за одговорот. Дали имаме можеби некој друг кој што сака да праша нешто или да додаде? Дали имаме некој друг од панелистите кој што сака нешто да додаде? Од тие кои што исто така презентираат, другите професори? Доколку немаме, јас би сакал да продолжиме на следниот наш презентер, но пред тоа би сакал да кажам, професорот веќе напиша во чатот за сите тие кои што се присутни да ни пратат мејл, тоест да пратат мејл кај професорот со назнака барање за сертификат, затоа што има доста учесници кои што не можеме да ги идентификуваме и сертификатите ќе го добијат тие што се во текот на целото предавање и до самиот крај, а не тие кои што само се пријави и кои што влегоа на почеток.